Сузе, ова утро си покани голем уметник. Овде имаме во студиото, тоа е Вејчеслав Поповски. Добро утро, Сузе. Добро утро, Вејчеслав. Добро ми дојдовте. И колку што сватив, овде сте ова утро да ги поканите сите наши гледачи на голем гала концерт, така? Така е. Повелите, Сузе. Благодарам Искра, добро утро до гледачите, добро утро и до нашиот прв утрински гостин Вејчеслав Поповски. Добро утро и на вас и благодарам за поканата. И благодарам и тебе што на прва се согласи толку рано наутро. Обично уметниците се малку така поразгалени и сакаат да си поспијат и сакаат малку подоцна да ги пречекаме, но утринска програма е така да и нас ни е убаво кога имаме големи уметници како тебе и како многу останати од рано наутро, па не само што ќе го најавиме ние големиот гала концерт на Скопско лето кој што ќе се случи во понеделник во Македонската филхармонија, туку и ќе проговориме за се она што си ти низ годиниве. Ти си еден сестран уметник кој што навистина непрестано фасцинира, воодушевува и импресионира. Секој еден кој што знае колку е трнлив и тежок овој пат да се изоди, особено во македонски услови, денеска јас претпоставувам дека ќе остане без зборови, особено за оние кои можеби и досега не знаат, ако воопшто има такви, дека ти помеѓу останатото си и единствен градител на виолини, посебно на оваа возраст кај нас на овие простори. На оваа возраст сум единствен, а во Македонија вкупно сме двајца. Вкупно двајца, така. Да. Ај вака за почетоците твои да ни кажеш, ти ако знам дека ти од мал си многу познат на нашата јавност, од твоите почетоци од Златното славече, па имаш добиено многу значени награди, ти си најмладиот добитник на 13 ноемвриска награда, така нели? Така, да. Се определи за пеењето, ама виолината секогаш ти стоеше во некои битни фолдери. Па, гледано, сите инструменти биле дел од мојот живот Семејно? Во почетокот, да, семејно. Бидејќи дедо ми беше музичар, кларинетист, автор на многу учебници за основно одделение. Има направено и 2 збирки за народни песни, така да постојано музиката и самата уметност била дел од мене. Со тоа вродило и да почнем и да свирам прво на ударни инструменти, после клавирот дојде после ударните инструменти и тука во исто време, цело време беше и виолината. На почетокот дури сакав и да учам нижа музичка виолина, но некои околности, случувања се наместија јас да идам прво на игроорна, значи после тоа беше Златно славече и така почна и пеењето со Златното славече, па и после тоа 20 годишнината од независноста на Македонија, па направив и самостојно од 7 на 11 години и после тоа се редеа сите бројни надпревари, концерти, фестивали што беа и во Македонија и во странство. Така, пред пандемијата животот те однесе во Виена, таму имаше и познанство и пријателство со познатиот Пласидо Доминго. Како изгледа тој човек вака од блиску? Пласидо Доминго е многу пријатен човек, многу едноставен, како и што велат дека сите уметници се многу едноставни луѓе и многу сакаат да непосредни, сакаат да соработуваат, да помага. И имав прилика и да ми покаже некои работи и да ми помогне некои работи, така да голема благодарност и до него и до сите луѓе што до сега ги имам запознаено. Секоја чест. Ние додека си разговараме, вака ќе течат и инсерти, ќе можете и да погледнете дел од сите, не од сите, ама од доста настани, дел од процесот на изработка на виолини, ова е во твоето ателје, во твоето најомилено место, предпоставувам, каде што и го поминуваш најголемиот дел од денот, особено сега кога веќе и ги заврши обврските со факултетот, веќе си дипломиран. Да, значи со виолина после премногу истражувања и пронаоѓања како се изработува тој инструмент, на 17 години почнав и го направив првата виолина. Пред тоа направив и тоа е народен инструмент Прим, хрватски народен инструмент, на 15 години, а на 17 ја почнав првата виолина и ја завршив. И после тоа дојда сите други виолини една по една и што за многу брз
временски период вроди со многу големи успеси. Така. Колкав е, велиш дека ова е една еден бескраен процес, создавањето на виолини? Да, виолината како виолина, како кутија е тоа измислено уште од времето на старите мајстори, Страдивари, Гварнери, Амати и останатите, но во просторот на звукот и ден денес, а и не знам дали постои некоја граница која што може да речеш дека тоа е тоа. Секогаш има нешто ново и со нови идеи и со нова инспирација да направиш нешто ново. Дали е смреката можеби најсоодветното дрво од кое ги изработуваш виолините? Смреката е за горната даска и јаворот е за задната даска, страниците и вратот. Целото дрво го набавувам од Босна, така да тоа е најквалитетното дрво и погодно за изработување на инструменти, а смреката е душата на виолината и всушност и главниот дел, да речеме. Дали од староста на дрвото, дали од неговата влажност, можеби појма немам, квалитетот на дрвото? Сите детали се многу битни кога се избира дрвото. И дали од нив зависи и звукот на виолината, верувам, нели? Да. И самата карактеристика на самото дрво и специфичната тежина, значи сите тие параметри се многу битни за самиот звук. Каков тон сакаш да добиеш, такво и дрво избираш, комбинацијата на јаворот и смреката, тоа се многу битни, ситни детали што на крајот го прават целокупно така. Да те прашам или да не те прашам, точно знаеш, предпоставувам, колку виолини до сега си изградил, си направил? Веќе не ги бројам, значи над 45 виолини се. Ама сигурна сум дека знаеш кој свири на нив, така? Нормално. Да. На моите виолини сум среќен дека свират најдобрите уметници, меѓу нив и студенти кои што имаат постигнато преголеми успеси, а и на овој концерт ќе настапува квартетот од Австрија, кој што е и амбасадор на Австрија низ целиот свет, ја промовира и првата виолина од тој квартет всушност и свири на моја виолина. Добитничката и на преварот на наградата во Америка, на ВСА, тоа е најголемиот надпревар во целиот свет за изработка на виолини и таму добив сертификат за квалитетот на тонот и всушност таа виолина он ја има. И ќе свири и на овој концерт, а меѓу другото и сите од квартетот ќе свират на мои виолини. Секоја чест. Виолини, виоли, чел. Можам само да предпоставам каков ќе биде тоа виолински празник во понеделник во Македонската филхармонија. Сите вие кои што сте љубители на класичната музика, а нема да има само класична музика, така нели? Тоа ќе биде една мешавина. Значи тој концерт е спој на класиката, филмската музика и нашите корени, нашата традиционална музика која што е преработена со малку нов звук, со филмско класичен да речеме, така да се направи еден континуитет на самиот звук за време на концертот и се надам дека и самата публика и сите ќе бидат премногу задоволни. Секоја чест. Да. Исто така и на концертот ќе ни се придружи мојот драг пријател од Словачка Рихард Рикон. И баш сум задоволен дека сите тие кои што ќе учествуваат на концертот се и мои пријатели, мои соработници и делиме нешто заедничко. Да. Универзумот е непогрешив. Знаеш дека точно знае кога, каде и зошто да ги спои некои луѓе во заедничка приказна, така да јас сум потполно сигурна дека во понеделник ќе биде една магична, незаборавна вечер. Вејчеслав и неговите пријатели и колеги кои што ќе свират на неговите инструменти. Па каков е тоа раритет на оваа возраст да ги создаваш овие нешта, да си современик и сведок на своите големи успеси е навистина нешто многу вредно, многу бесценето. А и пак да се вратиме на виолината, бидејќи мене ми е фасцинантно, јас досега не сум имала прилика вака блиску да разговарам со градител на инструменти воопшто, иако запознав низ мојот живот луѓе кои создаваат, прават гитари, и тоа многу успешно сум имала можност и да присуствувам во
процесот на работење. Кажи ми, тој процес на работење, на изработка на еден инструмент, колку трае, во денови или во месеци? Тоа е зависно колку работиш дневно, колку време... Часа, колку часа ќе поминеш. Така да, јас брзо ги изработувам, така да околу месец дена ми треба за мој модел кој изработувам. Значи, мој модел е која јас го конструирам самиот цртеж, самиот инструмент, според пропорциите и сите делови на инструментот. А кога правам копија на некој стар инструмент, захтева малку повеќе време. Така. Што се однесува до правецот на музика, со кој, бидејќи ти си музички уметник, ти си оперски уметник, но си човек кој никогаш не постави граници. Ова ќе го пеам само или ова ќе го правам само. Ти секогаш те имаше... Мислам дека ние луѓето сме создадени да можеме да работиме повеќе работи. Затоа и секогаш сум сакал да се проширам во повеќе правци, во повеќе стилови. Така, те имаме слушнато и со народни песни, те имаме слушнато и со поп композиции. Па така и првото CD кога го правевме со дедо ми, кога го составувавме репертоарот, сакавме да земеме во повеќе категории, во повеќе стилови, правци, да. Значи и во забавниот дел, и во народниот, а и во класичниот дел. Така да, мислам дека е оптерети ли некогаш тоа чувство дека може би не си во едно место, не ти е фокусот, ами на многу места ти е расплината енергијата, па некогаш може би одредени луѓе мислат дека некој не знае каде цели. Дали тој момент те оптерети некогаш? До сега сум немал таков. Си немал. И никогаш да немаш. Не, мислам дека секој уметник треба да може да работи се. Така е. Сакам да му посветиме малку внимание на твојот ментор, на твојот учител, бидејќи ти не би бил сега тоа што си, посебно како градител на виолини, да немаше толку добар учител, кој често пати го споменуваш во твоите интервјуа. Која е клучната реченица која ја имаш од него запамтено или на што тој те научи низ целиот овој процес? Сигурна сум дека не само што научи да создаваш и да креираш виолини, туку научи... Он секојаш вика дека кај мене вика нема да научиш само да правиш виолини. Тоа е еден дел вика. Ти треба да научиш што е суштината на самиот инструмент и начинот на животот, како да го поврзаш со својот живот со инструментот. Ти раскажувал некогаш некои приказни за животот? Ние постојано се дружиме, така да постојано сме во контакт и секогаш коментираме и разни теми. Браво. Не само виолината е дел од нашата тема, да. Вејчеслав, ти си добитник на многу големи и многу значајни домашни меѓународни награди. Пак ќе речам, може би е неблагодарно да те прашам која ти е најдрага, пошто сум сигурна дека ти се сите најдраги, но за која награда може би навистина и воопшто не си очекувал дека ќе биде признает и награден твојот труд? Ако гледаме во пеењето, тука секогаш е 13 ноемвриската награда, која што била тогаш дадена за мојот дотогашен успех. Па имав 13-14. Да, 13 години, 13. што на вистина е единствен Тогаш случај во тој на период бев најмладиот добитник на таа награда и за мене тогаш беше незамисливо да го добиам. А во одделот на виолината тоа е надпреварот 24-та кога бев на ВСА во Америка, во Индианаполис. Тогаш отидов, знаев со кој квалитетен инструмент одам, но знаеме сите со какви ситуации, случаи се соочуваме. Не очекував да добиам такво признание, но сепак го добив. Сепак го добив и реално ја проценија и самата виолина и самата изработка. Да, фасцинантен ми е мене моментот, бидејќи јас сум човек од областа на музиката и мене ми е музиката прва љубов и со неа станувам, со неа легнувам, но мене ми е фасцинантно вака кога имам прилика да слушам од
некој како тебе, кој многу го почитувам, дека ти си всушност ја свириш виолината, ама самоук. Никогаш не си ја учил виолината, Па ама така си како што имал... реков, јас не отидов нижа музичка, јас всушност целата основа ја добив од мојот дедо. А во исто време и сакав да свирам и виолина покрај пеењето и сам дома се учев. Полека. Гледање на виолинисти, студирање, како го држат гудалото, поставка и полека научив, непрофесионално, но да можам да си ги пробам самите инструменти. Секоја чест на вистина. Има ли деца, има ли млади, има ли многу помлади од тебе и ти си многу млад, ама има ли, ќе речам, деца кои што сакаат да влезат, да дзирнат, да следат како работиш, сакаат, ги интересирали да научат. Денеска овој брз начин на живење, технологијата, паметните телефони и така натаму, некако да, како малку да има знае впечаток. некогаш да не дефокусира, да кажам. Сепак е поубаво да се задржиме кај корените, да речеме. Затоа и сакам и кога ги изработувам виолините да се задржам на стариот начин. Секако ги користам и модерните механизации и машини, но само во грубиот дел кај што не мора толку да се истрошуваш физички. Секогаш се трудам рачно да ги изработувам и самото делкање на даските рачно со глето и со струкчињата кога ги изработувам, никогаш не сакам да употребам машина. Ставаш печат, подпис на твоите инструменти? Секогаш, Има, секогаш, да. Ќе дојдам, јас ево однапред ти се најавувам. Жик кој што го ставам во внатрешноста на кутијата и на кобилицата. Да, знам дека моите колешки кои што често ни прават прекрасни прилози на терен, биле и веќе го посетиле твоето ателје, но еве јас ти се најавувам дека ќе дојдам и сакам да видам како сето тоа изгледа. Во текот на сите овие години си имал прилика да држиш во раце и можеби да свириш на најскапоцените и највредните виолини познати во светот. И вака, од твој агол гледано, која е разликата во нивната вредност? Што ги прави толку многу вредни? Разликата е годините кои што поминале и кои случувања они ги претрпеле. Кои приказни ги доживеале. Да, значи самата таа стара виолина има приказна во себе. Не дека може подобро да звучи, ама или дека подобро е изработена? Да, значи не е убаво да споредуваш таков инструмент бидејќи он во себе носи нешто друго. Значи и тој твој инструмент кој ќе помине тој период и сите тие премрежја низ животот може да се споредува, ама сега е себично да коментираме, да споредуваме квалитет секако. Вејчеслав, ти заслужуваш. И тоа ми помогнало кога ги анализирам старите инструменти и имав можност да видам толку многу од Страдивари, Гварнери, Амати и останатите гваданини и ми помогнале во моите инструменти, во моите модели, а и кога ги правам копиите да бидат се поавтентични и поавтентични. Браво. Да. Поклон до земја за тебе, заслужуваш едни стоечки овации вака до крајот на емисијата да ти плескаме на вистина, заслужуваш. Ти благодарам што еве вака ни внесуваш една нова енергија со се ова што ти го правиш, уште еднаш отворена покана да си набават навреме влезници сите оние кои што сакаат во понеделник да присуствуваат на гала концертот на Вејчеслав и квартетот. Како се викаш? Асиес квартет од Австрија, Рихард Рикон од Словачка и тука ќе ни се придружи мојата драга колешка Елена Васова, која што ќе испееме неколку дуети, така да Браво. Убав концепт на концерт кој што се надевам дека и самата емоција која што ние ќе ја дадеме и публиката ќе ја прими и ќе ја доживее заедно со нас и убаво ќе се осеќа и задоволно ќе си иде. И ќе памети таа вечер. Што ми Елена Васова е со вас, знам дека таа нејзина прекрасна енергија ќе се стопи со вашата и тоа ќе биде навистина една убава магична вечер. Ти благодарам многу и многу успех посакувам на концертот и на се што ќе правиш. На концерта и повелете покана до сите гледачи на Алфа телевизија, а и сите останати на концертот и ќе ми биде задоволство. Така, одлично, ти благодариме многу.